Делчево ќе контролира на што се греат граѓаните. На стартот на грејната сезона општината подсетува дека сите материјали загадувачи најстрого се забранети за грејење. Главен загадувач на воздухот во зимскиот период, кога започнува грејната сезона, како и секоја година, представува палењето на недозволени средства, како што се текстил, пластика, прегорено улје и друго. Мобилни екипи кои ќе работат и после работното време. Во тие мобилни екипи ќе бидат вклучени сите инспектори, како и комунални редари. Додека Делчево предупредува во Кочани, кое важи за една од најзагадените во регионот, граѓански активисти веќе регистрирале појава на употреба на несоодветен материјал за загревање. Имаме сознанија од теренот дека неколку текстилни фирми буквално и дома се грееле од тие остатоците од пришиењето од народски кажано од парталите. И во тркање исто и таму имале проблеми луѓето со блиску фабрика до нив за мебел со тие бои, лакови, дрва што се гореле. Инаку загревањето со текстил, пластика или гума, например, е исклучително опасно, предупредуваат стручњаците. При осигурување на овие материјали се ослободуваат хемиски соединенија кои имаат општо име фурани, а тоа се најмногу канцерогени соединенија кои се наоѓаат во воздухот, потешки се од воздухот, значи при горење, при осигурување на амбалажа, пластична или текстилна отпадност, тие гасови са тука околу печката, најмногу се затровуваат, односно заболуваат луѓето кои живеат во дотичниот стан, во дотичната зграда, односно да речеме малиот погон. Дали и колку од овие опасни материи во Делчево се користат за затоплување од утре ќе утврдуваат инспекторите во вонреден инспекциски надзор. Сите оние кај кои ќе се констатира ваков или друг вид на прекршок, а со кој се загадува воздухот, се соочуваат со глоби од минимум 150 евра за физички лица до максимум 20.000 евра за правни лица, предвидува Законот за амбиентален воздух.